Сценарија со сериозни намери или радикални политички изјави. Високи партиски функционери на СДСМ неколку дена јавно заговараат насилно рушење на власта, иако најавуваат иницијатива за предвремени избори, се погласно зборуваат за сценарија кои водат кон улично преземање на власта. Се почна откако во јавноста излезе аферата Надеж. Во политичките кругови со образложение дека власта сака зауздување на демократијата, почна и сценаријата за серија протести. Неколку дена подоцна откако јавното обвинителство го стави предметот на анализа, дел од раководството на СДСМ и јавно почна да заговара радикални сценарија. Има две опции. Тоа да се случи на демократски избори и да се случи на улица. Ова ситуација што се случува денеска во една телевизија е почеток на кршење на кичмата на оваа власт. Јас само можам да им порачам на оние што се дрзнале да земат сабља во раце. Тој што сабја зима во раце, од сабја гине. Дел од нив овој вокабулар го префрлија и во собраниските комисии. Ако во еден обичен работен ден во 8 часот се гледаше серијата Кога лисијата паѓаат, мислам дека од вчера гледаме друга серија, Кога Груевски паѓа. И тоа паѓање, според моје мислење, нема да биде демократско. Политичките аналитичари не сакаат да веруваат дека опозицијата сериозно подготвува вакво сценарио. Македонија е демократска држава во која на легален изборен процес со високо мнозинство е избрана една власт. Се друго освен легални избори би значило крај на македонските евроатлантски аспирации, велат аналитичарите.